Почитувани новинари, почитувани граѓани на Република Македонија, денес ќе дадеме една кратка изјава во врска со извештајот подготвен од Европската комисија како извршно тело на Европската унија, а кој што се однесува на Република Македонија. Република Македонија повторно доби извештај со препорака и тоа е извештај кој што гарантира дека оваа држава има капацитет за успешно да ја задржи препораката, но за жал Европскиот совет не веруваме дека во овој момент има капацитет да постигне едногласност за оваа препорака да ја преточи во одлука за почеток на преговорите. Македонија продолжува напред и покрај сите обиди на СДСМ да ја втурне во политичка криза, која што ја креира пред 9 месеци господинот Заев и неговата колешка Шеќеринска. Со извештајот стана јасно дека сите напори кои ги вложи владата на Република Македонија, предводена од коалицијата каде што ВМРО-ДПМН има клучна улога, сите реформи за приближување кон Европската унија се препознаени и се признаени од страна на Европската комисија. И тие во економијата, и тие во земјоделието, и во областа на безбедноста, и владењето на правото, и во сите други сфери кои што беа дел на оценување на извештајот. Овие оценки беа доволни за Европската комисија да заклучи дека Македонија заслужува да ја задржи препораката која што за прв пат ја добивме во 2009 година. Тоа што го видеа сите граѓани на Република Македонија во изминативе година дена, го виде и Европа и јасно го забележи. Тоа што извештајот има препорака е најголем доказ дека капацитетот на Република Македонија е многу посилен од деструктивните политики кои што ги водеше Социјалдемократскиот сојуз изминативе 9 месеци. Целта на СДСМ да создаде политичка криза која што ќе се одрази со губење на препораката во извештајот за Македонија не е исполнета. Тоа значи дека извештајот со препорака за Република Македонија е пораз за политиките на Социјалдемократскиот сојуз. Но нивното однесување и деструктивност во изминативе 9 месеци сепак не беше без последици и со самото тоа може да се заклучи дека одредени услови кои што се забележани во самиот извештај се исходот од деструктивното однесување на Социјалдемократскиот сојуз со нивното креирање на политичка криза пред 9 месеци. Кога во извештајот ќе се прочитаат редовите, каде што пишува дека бојкотот на собранието сериозно влијаеше врз контролната функција на законодавната над извршната власт, станува повеќе од јасно дека Социјалдемократскиот сојуз и пред изборите 2014 година, а и потоа после изборите, веќе имал јасно скроен план за тоа како ќе настапува после изборите и која била целта со бојкотот на собранието. А тоа е да се предизвика политичка криза која што ќе создаде внатрешна, домашна, политичка и економска нестабилност, а истото тоа ќе се одрази и на извештаите од меѓународните организации, како и Европската унија, надевајќи се, верувам, Заев и Шеќеринска дека ќе успеат Македонија да ја остават без препорака во овој извештај. Кога станува збор за Социјалдемократскиот сојуз, и тоа е многу очигледно, тоа што нивните пратеници повеќе од 6 месеци земаа плата без да се појават на работното место и на таков начин го имаа нивниот однос кон собранието. Кога станува збор за забелешките за корупцијата, евидентно е дека нема поголем тандем за корупција во Република Македонија од двоецот Заев и Шеќеринска, првиот со неговиот популарен брат, втората со незиниот сопруг и издавањето на станови меѓусебно, што веројатно е одреден сомнеш и за перење на пари. Денешниот извештај е тежок пораз за деструктивната политика на Социјалдемократскиот сојуз. Денешниот извештај е потврда за капацитетот на Република Македонија да биде не само кандидат, туку и земја која што може да ги отпочне преговорите за членство со Европската унија. Без разлика на извештајот, убедени сме дека нивната партија, како што водеше досега одредена деструктивна политика, ќе продолжи и во следниот, особено предизборен период, со истиот начин на водење на политика, но од наша страна јасно порачуваме дека интересите на државата не треба да бидат заложник на било чиви партиски интереси, без разлика дали тие имаат деструктивно однесување, имаат краткорочна или долгорочна визија,
дека оно што сме го договорили како политички партии треба да се почитува и дека сета оваа наметната криза со цел некој да дојде на власт без избори, ќе заврши на 24 април, кога мора да се одржат изборите и уште еднаш граѓаните најмеродавно ќе го дадат својот извештај за политиките во Република Македонија. Благодарам многу.